темата на денешната пресконференција е очекувањата за туристичката сезона во Република Северна Македонија. Како што може да видите на денешната пресконференција присутни се и двајцата подпредседатели на Сдруженијето за угостителство и туризам при Комората, господинот Асим Меджедовиќ и господинот Александар Кузмановски. Доколку имате прашања, тие се тука да одговорат на се она што е од ваш интерес. Јас на почеток ќе дадам краток вовед во она што имаме за цел да го испорачаме преку денешната пресконференција. Сите знаеме дека туристичката сезона е веќе почната, туризмот зема замав секаде во светот, патниците го патуваат, тоа го потврдуваат и активностите на македонските туристички агенции кои работат outgoing туризам. Граѓаните природно, тоа го кажувавме и во изминатиот период, имаат интерес да патуваат, да имаат интерес да откриваат нови нешта, дестинации, култури, традиции, обичаи и природно е дека и македонските граѓани излегуваат надвор од државата посетувајќи нови туристички дестинации. Она што ние сакаме да го ставиме како акцент на денешната пресконференција каков ќе биде туризмот во нашата држава оваа 2021 година и има ли поддршка на инкаминг туризмот кој треба да се реализира во Северна Македонија. На почетокот треба да се акцентира дека поддршката што беше искажана од владата преку повеќе пакет мерки даде одреден придонес како во зачувување на работните места во секторот, што и беше основната цел, така и во некаква форма на зачувување на дел од бизнисите во овој сектор. Меѓутоа, ние секако континуирано укажувавме дека оваа поддршка не беше целосно дизајнирана според потребите на секторот и туристичките работници. Она што е за поздравување, исто како и ланската година, е ваучер системот кој оваа година е дефиниран за социјални категории граѓани и тоа е мерка која ќе даде одреден свој социјален бенефит, но сама по себе нема да биде доволна да го поддржи туризмот во обликот како лани. Она што изостанува е видливоста на организирани туристички странски групи кои ќе придонесат во статистиката, но и во реалната видливост на дестинацијата Северна Македонија како туристичка точка за туристи од други земји. Како Сдружение за угостителство и туризам при Стопанската комора, изминатиот период укажувавме, дававме предлози дека освен мерките од владините 6 пакети со кои се креираат мерки за поддршка на секторот, паралелно требаше да се работи и на промоција, на одржување на постојните пазари, одржување на партнерствата, усогласување на моделот на субвенционирање согласно она што го наметна кризата предизвикана од COVID-19 вирусот. Она што сакаме да го акцентираме од овој прес е дека во целиот овој изминат период и во екот на летната туристичка сезона 2021 година изостана поддршката како туристичка дестинација, со што слабеат позициите на Северна Македонија кај традиционалните пазари, ниту се зајакнуваат позициите кај регионалните пазари, а уште потешко можеме да размислуваме за нови. Ги губиме позициите, ги губиме туристите. Не постојат чартери, нема автобуси во доволен број и нема доволно организирани патувања кон дестинацијата. Ова создава впечаток дека туризмот не е препознат како сектор во економската политика на државата. Следствено на ова, ургентна е потребата од итна поддршка на дестинацијата, како би се спасил барем дел од сезоната и би се овозможиле поволни позиции за 2022 година, бидејќи сите вие добро знаете дека по завршување на екот на летната сезона веќе сериозно се работи на позиционирање на државата како туристичка дестинација за следната 2022 година. Сакаме да укажеме дека во целиот овој изминат период како бизнис сектор имавме континуирана соработка со владините министерства, односно министерствата кои што се задолжени за секторот туризам, но укажувавме на предлози, идеи и иницијативи, но она што изостана е нивна примена, уште помалку реализација. Заради тоа, сакаме да резимираме дека од оваа пресконференција дека е битна наменска промоција со цел таргетирање на пазари од кои реално може да се донесат туристи. Тоа го посочивме и во двете стратегии што лани ги изработивме во екот на кризата, согледувајќи ги негативните ефекти од COVID-19 кризата врз овој сектор кој целосно замре во 2020 година. Иницираме и цело време алармираме дека е потребно да се спроведе обемна медиумска кампања за поттикнување и на домашниот туризам, бидејќи на почетокот кажавме дека домашните туристи со отварање на границите природно е да патуваат во други дестинации.
изостанува се уште промоцијата на Македонија како туристичка дестинација во регионот, особено во географски радиус од 600 до 800 километри. Тоа е нешто што исто така го кажавме во двете студии лани. И изостанува промоцијата во европските држави кои се традиционални пазари на Република Северна Македонија. И она што е исто така потребно е финансиска поддршка на маркетинг активности за туристичките агенции кои се ориентирани на дојдовниот туризам. Во периодот кој следува, од клучно значење ќе биде одржување и зајакнување на односите со поголемите странски туроператори, со кои негуваме традиционална соработка, преку директна комуникација на сите нивоа во текот на кризата предизвикана од COVID-19. Истото се однесува и на односите со авионските компании кои оперираат кон и од Северна Македонија. Бизнисот таквиот вид поддршка не ја гледа или пак немаме информации дека истата се случува. Во делот на одржување на пазарите и согласување на моделот на субвенционирање согласно она што го наметна кризата предизвикана од COVID-19 вирусот, иницииравме проширување на субвенциите за странски туристи на географскиот опфат и поедноставување на процедурите за субвенции во склад со современата информатичка технологија. Во отсуство на овие активности, речиси е невозможно да се одржуваат и партнерствата. Вие знаете дека во изминатиот период беше промовирана и кампањата Safe Travels. Значи, тоа беше кампања во која што нашите туристички објекти, туристички субјекти аплицираат за добивање на тој беч Safe Travel дестинација, Safe Travel објект, со кој што угостителскиот сектор, туристичкиот сектор, превозниците, разни други видови субјекти кои што се вклучени директно и индиректно во туризмот, аплицираат и го добиваат овој беч, но она што и натаму изостанува е видливоста на институциите кои треба да ја направат видлива Македонија како туристичка дестинација. Тоа се активностите на Министерството за надворешни работи, континуирано информирање преку сајтот на Министерството за здравство, преку Министерството за внатрешни работи, така да овдека податоците се уште остануваат оние старите од ланската година, неапдейтирани и без видливост на реалната состојба во државата. Заради тоа, јас само ќе заклучам дека за добра туристичка сезона таргетот е организирано туристичко патување и за таа цел е потребна итра промоција во регионот, создавање услови за придобивање нови пазари, како не беа загубили 2022 година, нови содржини кои ќе се креираат на државно и на локално ниво преку општините кои би биле основ за привлекување на туристи, а тоа туристичкиот сектор ќе си го препознае и многу лесно понатаму ќе креира понуди за привлекување туристи доколку имаме вакви настани, поддршка на авиосообраќајот и нешто што еве како за почеток веднаш мислиме дека може да биде иницирано е предлог за бесплатен паркинг на сите странски туристи на ниво на цела држава, на ниво на локални самоуправи, и тука не зборуваме за ослободување на приватни паркинзи, него зборуваме за бесплатен паркинг на странски туристи и автобуси, на оние градски паркинзи, на државни паркинзи и на паркинзите со кои стопанисуваат локалните самоуправи. Тоа би бил еден чин на добра волја, на поздравување кон странските туристи, доколку сакаме да се осетат во прв ред комотно во нашата држава. Постојат и многу други предлози. Ние кажавме, имаме серија на предлози за кои што во изминатиот период сме алармирале, сме укажувале, но за жал со некои министерства постои комуникација, со одредени институции за жал речиси да не постои, и тоа е тоа што Македонија се повеќе ја снемува од глобалната туристичка мапа и од она што стравува туристичкиот сектор е дека многу лесно може да изгубиме видливоста на туристичката дестинација. Повторно ќе кажам, она за што ние зборуваме и она што изостанува како поддршка и комуникација е за организираниот туристички промет, за организираното туристичко патување, бидејќи тоа е она што всушност е видливиот туризам на странски, но и на домашни туристи. Од мене за вове толку, доколку имате прашање, повелете, тука се господинот Меджидовиќ, господинот Кузмановски. Господинот Меджидовиќ е активен и во инкамингот и во аутгоингот туризам, господинот Кузмановски многу повеќе во инкамингот, така да, доколку имате прашање, повелете. Со оглед на тоа што вие прашање не се предпат на нас значи од јануари на од октомври. Ајде.
Кој ќе збори? Дека неколку пресконференции беа на оваа тема, истите работи ги зборувате, а велите од некои институции нема одговор. Дали вие сте отишле на средба директно очи во очи? Дали не сте отишле? Дали ако сте отишле нешто ви било обетено па не ви е остварено? Како се движи таа комуникација? Затоа што ви апострофиравте МВР, Министерство за надворешни работи и Министерство за здравство. Не е прв пат да реагирате дека имаат стари податоци на веб страницата. Мислам дека пишуваат плани за тоа. Поверете. Сепак за отношението на колегата, кои се тие институции конкретно што хочат да развојат на туризмот? Да, значи најпрво благодарам што за присуството во ваков број. Министерството за надворешни работи никако не успева да ги пласира вистинските информации кои се потребни за влез во државата. Знаете, ковидот представува еден визен режим и доколку не му објасните, ве упатувам да проверите на Министерството за надворешни на страната, таму нема информација како во услови на ковид, кои се условите за влез во државата. Значи на англиски немаме никаква информација. Имаме на англиски информација за македонци кога патуваат надвор, ама ако забележите и тие се од ноември стари информации, значи сега сме јули веќе. Министерството за внатрешни работи, знаете, имавме сега ние го предвидовме овој момент дека ќе се отвори. Значи затоа и во октомври баравме бесплатни ПСР тестови, затоа што знаевме со доаѓањето на летната сезона ќе биде исто како 2020, ќе има можност за да сработи нешто секторот. И затоа и ги баравме тие бесплатни ПСР тестови како алатка да ни помогнат да ја промовираме државата како безбедна кога ќе дојде овој момент. Дојде овој момент, Министерството за надворешни имаше рестрикции на движење претходно. Нема сајт на англиски јазик, замислете, значи има албански, македонски, не постои информација на англиски јазик. И како ние да им објасниме на гостите, не се работи само за туристи, се работи за бизнис. Како да дојдат, еве, ваши роднини, пријатели, сигурно сте се соочиле како треба да влезат, нема информација. Значи, Министерство за надворешни не постои англиски. На Министерство за здравство, најодговорното министерство за овие податоци, нема на англиски сајт, има еден сајт кој е коронавирус, кој до 20 мај 2020 се информациите таму на англиски јазик. И ние континуирано укажуваме на државата дека не си ја врши државата својата работа. Знаете, Safe Travels е наша иницијатива на бизнис секторот, заедно со другите комори ја иницииравме, го донесавме Safe Travels со закаснување од една година и укажавме дека бизнис секторот многу брзо се постројува. Ние хотелите, рестораните ќе ги донесат тие стандарди. Државата има обврска да пласира квалитетни информации за што постојано се случува редовно апдейтирање, каде што ние како готови ќе ги превземаме на нашите страни и ќе ја промовираме државата. Значи, работиме под многу тешки услови и тоа што има туристи не е заслуга на државата, него е цело на грб на бизнис секторот. Значи, ве молиме да ја ги пласирате овие информации соодветно како би си помогнале сите да дојдеме во еден нормален да живееме. Амбасадите имаат повеќе информации за влез во држава него нашите институции не дозволуваат. Има интерес за странци во земјава? Има интерес со оглед на и последната вест на Европска унија не стави на онаа зелена листа посекувана, која и беше очекувана. Знаете, во 2020 се случи истото. Работата е што владата, премиерот, во примерот на Хрватска лани, превзема одговорност за секторот, влезе во определен ризик, лани уште многу непознати работи беа и ние го очекувавме ова дека ќе се случи, но сега сме не може да правиме ни од денеска за утре промоција, гостите не доаѓаат од денеска за утре, тоа е сега за октомври, ако сега се донесат тие информации. Така да има интерес, но недостасуваат нормални информации за нормален проток за влез и излез. Освен полските туристи, кои туристи се очекува да дојдат? Имаше најава за... Аз може? Аз. Само момент.
Имаше информации дека ќе доаѓаат туристи од земјите од Бенелукс, поточно од Холандија. Тоа се нашите традиционални пазари, од каде што имаме најголем број на туристи. Исто така туристи кои што ќе доаѓаат од Турција, меѓутоа бидејќи бевме подолго време во црвена зона, на земји кај што не се препорачува да се патува, не направивме доволна промоција и доволна, да кажам, директна дипломатска офанзива да се контактира тие туроператори преку домашните партнер нивни агенции. Тука мислам дека малку задоцнивме и се уште доцниме, така што чартерите од Холандија се уште неизвестни. Имаме најави дека наводно ќе бидат комплетно откажани. И овие од Полска туристи што веќе ги имаме, и тие се, верувајте, на иницијатива на приватниот сектор, индивидуални напори, и тоа е, да кажам, заслуга на туроператорот кој што целосниот ризик го превзема на себе. Така што би апелирале да се комуницира директно со туроператорите од овие земји, за да најлесно тие може да добијат сигурност дека Македонија е спремна дестинација да ги дочека нивните туристи и дека работи во контекст на сите безбедносни аспекти кои што една дестинација треба да ги има. Околу се можеме на локално ниво прашање, меѓутоа пола од плажите на Оптинско езеро се со багери, со градежни работи се отстрануваат тие нелегални платформи и мостови што се таму. Не можеше ли тоа да се направи во текот на есента, зимата, сега кога треба да чекаме гости, имаме градежни работи, колку таа слика се ги одваќа гости? Се уште немаме туристи и тоа што доаѓа, тоа е нешто минимално. Во секој случај треба да се внимава, треба да се има слух во туристичка сезона, тие работи и активности да се одложат, да кажам, и да се прават во некој период каде што има најмал број на туристи и впрочем кога нема чартери, нема движење од страна на гостите кои што доаѓаат од странство. Апропо безбедноста, последниот случај со каменувањето, не се дозна што е со овој автобус. Дали кој може да ја гарантира безбедноста? Дали се чувствуваат безбедни туристите кога ќе дојдат овде и дали ваквите моменти, вакви настани може да повлијаат негативно? Еден куп лажни вести или не знам, вистински вести, не дознавме што е суштината со овој автобус. Ограбен, каменуван, здрав, нели тоа не е добра вест за Македонија? Момент. Секако безбедноста на туристите треба да ја гарантираат институциите кои се задолжени за безбедност. Во контекст на ова прашање, нашата комора во континуитет подолго време се залага за паркинзи и за постојалишта за туристичките автобуси, но исто така недостасува слух од надлежните институции. Доколку се обележани, ќе може точно на тие места да полицијата е во позголемено присуство во сезона, за да се избегнат вакви несакани. Иначе вакви несакани ги има секаде да се случуваат, но доколку се обележани прописно, ќе може полицијата да си ја врши поорганизирано работата и да ги надгледува тие туристички автобуси кои секако лоша слика даваат за државата и не смеат да се случуваат или да се минимизираат. Неодамна соопшти правносно започнат еден проект, бидејќи секторот ги губи работниците, имаше доста гостители се случаи со недостаток на работници, што е во однос на тоа успели проектот се зголеми ли заинтересираност од страна на угостителите, се пријавиле повеќе? Значи, тоа е процес кој што ќе трае во континуитет и ова не е проект што трае месец-два.
него тоа е проект што трае долгорочно. И сите оние компании кои имаат интерес за нови вработени, значи може да се обратат и може да ја користат оваа помош. Станува збор за индивидуални, поединечни активности на секој сектор. Вие знаете дека во овој сектор допрва почнуваат активностите за враќање на секторот во нормала. Тука се луѓето од туристичкиот сектор, секторот не е вратен 100%, но тоа што го најавивме тогаш беше во насока дека во периодот што следи, во процесот на екипирање на компаниите, тие секогаш го имаат на услуга, ја имаат на услуга и оваа наша поддршка што ја пружаме во рамки на проектот образование за вработување. Така да тој процес што ќе трае за сега конкретно, на пример, не можам да кажам дека сме имале нешто конкретно, тоа го работи секторот за едукација, но за поголема видливост треба малце да почекаме затоа што овој сектор допрва се враќа. Скопје, за жал, се уште нема туризам. Хотелите во Скопје ги немаме во таа форма во која што беше до 2019. Ние и она што нешто имаме во туристичките центри и, например, конкретно еве ваучерите за туризам се исклучиво во туристичките центри. Скопје не е туристички центар, Велес не е туристички центар, Прилеп, Битол, иако и таму се случува некоја форма на туризам, дали е тоа на кружни тури, дали е тоа на автобуски превоз, но тие не се опфатени, например, со ваучерите што сега ги нуди Министерството. Или, например, еве сега имаме последно, ние можеби не пратите низ целиот период, апропо протоколите што се донесоа лани во насока на заштита и на граѓаните и на внимание на секторот, сега во ОТНИ се случува на дневна основа да бараме преку Комисијата за заразни болести ослободување на одредени мерки кои што беа во изминатиот период, така да последното што го бараме, например, е хотелите кои имаат базени и аквапаркови, во своето работење може да работат само за гостите на хотелот, а веќе се отворија на комерцијална основа базените и аквапарковите за гости, нели, целосно. Така да во ОД ги решаваме со надлежните институции тие работи. Затоа рековме, има институции со кои има соработка, има институции со кои што тај малце поддршка. Ваучерите колку или 250 ваучери кои помогнат на секторот? Николку нема да ми помогнеш. Исто така, мојата колешка го спомна нашиот последен предлог кој ќе ми помогне, ве молам да дојде до јавноста преку вас, е предлогот за бесплатен паркинг за сите странски возила и автобуси на паркинзи со кои стопанисува државата или локалните самоуправи. Тука можеме и да реагираме превентивно на овој последниот случај со автобусите, со скршениот автобус, доколку ги определиме како целини каде што сите странски таблички ќе се паркираат бесплатно, ќе може и полицијата да патролира почесто да не ни се случуваат вакви несакани работи. Значи, една мерка што исклучиво и со четвртиот бран кој го очекуваме да почне септември, октомври, ваков тип на мерка за сите возила, нели ние само за српските определивме, мислам дека е погрешно. Треба сите да се осеќаат добре дојдени во Скопје и да трае најмалку до целосно враќање на стабилизирање на туристичкиот сектор. Значи, оваа мерка не може да е краткорочна, него мора да е среднорочна, како што и би се опоравал туризмот. Значи, нешто што може сериозно да допринесе за да се зголемат патувањата во Скопје. Да, прашувате за ваучерите, ние не случајно на почетокот рековме, тоа е една мерка која што ќе придонесе да се помогне во некоја форма. Но имајќи во предвид дека лани ваучерите се донесоа во време кога државата беше целосно затворена, граѓаните не можеа да патуваат речиси никаде. Во еден дел од летото се пушти мал дел релаксирано, па излезе дел од граѓаните излегоа надвор од државата, но воглавном бевме тука во државата и тој туризам што се случи целосно со домашни туристи и туристите немаа опција многу за патување. Сега во услови кога граѓаните имаат можност да патуваат, она на што треба да се посвети внимание, и затоа велиме организираниот туристички промет, организирани странски туристи, поголема промоција, поголема поддршка и
тоа е светска проекција е дека секоја од земјите која што развива туризам треба да се сврти во регион во радиус од 600 до 800 километри заради начинот на патување, заради користење на превозните средства, заради сигурноста и така натаму и така натаму. Така да, ваучерите ќе се го дадат својот придонес, но тоа не го решава проблемот со ефектот во туризмот на годишно ниво. Процентуално, за разлика од 2019, колку се зголемени цените на аранжманите? Таму каде што нудите сместување и конкретно вие? Кога што гледаме цените по Booking и по агенциите, има некој сериозно зголемување. Зборуваме за објекти во Македонија или за надвор, каде што нудите? За надвор. За надвор се од минатата година, нели имавме еден дел на луѓе кои што патува. Ланската година имаше корона цени, драстично намалување на сите пакет аранжмани и на услуги преку туристичките агенции. Оваа година во споредба со 2020 имаме благо зголемување, меѓутоа во споредба со 2019 се уште сме поевтини и многу поконкурентни за било кој вид на пакет услуга кој што ја нудат туристичките агенции. Или, ако сакате поединечно, авиокартите на тие дестинации каде што работат македонските туристички агенции се поевтини. Хотелското сместување, и ако го издвоите, е поевтино, дефинитивно, и на крајот на краиштата пакет аранжманот е многу поевтин во однос на 2019. Меѓутоа има одредени дестинации кои што имаат поголеми, да кажам, рестрикции, можеби дестинации западноевропски, кои што имаат од нивна некоја причина повисоки цени, па можеби дел од тие патувачи кои што се во минорен број, можам да ви кажам, претежно се патува традиционално, значи во Грција, Турција, Египет, Бугарија, тоа се земјите кај што се оди на одмор. Останативе навистина не се некоја бројка за да можеме да издвоиме и да кажеме дека аранжманите се не знам зголемени. Не, на овие традиционални навистина се цените се поевтини. А дома? Дома претежно се поевтини, меѓутоа има хотелски комплекси кои што работат со минимален капацитет заради немањето на доволен број на туристи, па можеби цените во тој дел се, да кажам, малку повисоки од вообичаеното. Меѓутоа, тие што работат со целосен капацитет, тие навистина имаат поевтини цени. Така, да имаме финансиска криза околу короната, страх од патување ради болеста, каква е сега ситуацијата? Има ли интерес за патување? Има интерес за патување, иако се опоравува комплетно нашиот сектор, меѓутоа полека како луѓето се вакцинираат, како светот, да кажам, ги обезбедува тие неопходни услови, предуслови, нели, за одмор, луѓето се повеќе се одлучуваат да патуваат. И тоа е еден природен процес кој што ако настави во иднина без некои додатни четврти бранови или не знам некои соеви компликации, мислам дека ќе оди во нагорна линија, меѓутоа останува да видиме што ќе се случува понатаму. Ви благодариме за присуството. Благодариме.